Граѓаните сакаат да знаат што се случува во општините. За нив се битни информации поврзани со секој дел од работата на локалната администрација, но сето тоа сакаат да го видат на интернет. Како и колку општините ги ажурираат веб страните и што како податок граѓаните на нив можат да најдат. Веб страната може да се најдат различни образци, барања и така натаму од повеќе оделенија кои што граѓаните ги добиваат, ги пополнуваат и ги поднесуваат кај нас. Тоа е едниот начин. Друг начин е што сите документи кои што се објавуваат и излегуваат од општината се постојано на веб страната на општината. Ево ова Штип го позиционира меѓу првите 5 најтранспарентни општини во државата. Направивме еден барометар на транспарентност во рамките на сите општини на територијата на Република Македонија и морам да речам дека општина Штип е некаде на 4-то место во однос на податоците и објавените податоци и информации, но тоа не значи дека процентот е многу задоволителен, односно има голем број на податоци и информации и регистри кои што би требало да бидат објавени. Сепак, секоја општина на различен начин ги објавува податоците, нешто што во иднина мора да се смени, односно да се воведе заеднички стандард за објавување на исти податоци на ист начин, преку така наречен отворен податок. Отворени податоци се еден многу нов, да речам, модерен поим, кој се компјутерски обработли формат на податоци, кој му возможува на програмери врз база на тие податоци да развиваат апликации. Од една страна отворените податоци значат многу поголема транспарентност и отчетност на општините, но воедно и значат економски потенцијал. Можностите за поголема транспарентност и ефикасност на општинската веб страница денес беа презентирани во Штип.